Добар ден и добровате во новата епизода на Мистериозните папки, каде што разгледуваме најразлични нерешени мистерии. Денес во третата епизода ќе пробаме конечно да дадеме одговор што се случи во Розвел во 1947 година. Дали овој настане најголем доказ за постоењето на НЛО и вонземјани или сепак ова е само недоразбирање и сето тоа беше само еден метеоролошки балон. Во 1947 година Соединетите американски држави и други земји беа среде лудост на летечката чинија, бидејќи луѓето известија дека виделе чудни објекти на небото за кои тврдеа дека биле вселенски летала управувани од вонземјани. Токму за оваа работа, сточарот В.В. Мек Бразел открил некои необични остатоци во близина на Розвел, Ново Мексико, во јуни 1947 година. Материјалот вклучувал фолија, гумени ленти и стапови. Следен месец тој ги однел приметите кај шерифот, кој пак стапил во контакт со воздухопловното поле на армијата Розвел, РААФ. По собирањето на стотоците, РААФ издаде вонредно соопштение за медиумите во кое се наведува дека летачки диск е изваден од локалниот ранч. Розвел Daily Record веднаш го презеде соопштението за медиумите, а на 8 јули приказната беше испечатена со наслов: РААФ фаќа летачка чинија на ранч во регионот на Розвел. Меѓутоа, војската речиси веднаш објави дека летачката чинија всушност бил метеоролошки балон кој носел радарски таргет. Уред нешто како змеј од кутија направена од фолирана хартија, пресврстена на рамка од дрво. Розвел Morning Dispatch го забележа новото тврдење во приказна од 9 јули 1947 година со наслов: армијата го разоткри летечка диск на Розвел, додека светот вриеше од возбуда. Сепак, написот содржи интервју со Бразил, кој и понатаму не верува дека остатоците што ги открил се од метеоролошки балон. Деловите од ординативните кои се најзбунувачки за Бразил биле од радарската цел. Инцидентот во Розвел потоа ичезна на своите, иако интересот за НЛО и вонземјаните продолжи. Потоа книгата Инцидентот во Розвел беше објавена во 1980 година. Авторите на книгата, Чарлс Берлиц и Вилијам Л. Мур, го објаснуваа временскиот балон и го нарекоа насловна приказна. Тие тврдат дека оригиналните остатоци пронајдени на местото на падот, за кои верувале дека бил од унатната летачка чинија, биле пренесени во полето Рајт од страна на армијата во близина на Дејтон, Охајо, а материјалот од метеоролошкиот балон бил на брзина заменет, односно донесен од подоцна. Иако книгата беше нашироко оспорувана, таа потегна дополнителни теории на заговор, како и голем број измами. Имено во 1984 година се појавија документи за кои се тврди дека се доверливи белешки во врска со Majestic 12, тајна операција што ја започна претседателот Хари Труман, за да се справи со инцидентот во Розвел. Документите сепак подоцна беа тврдени дека се лажни, а не беа пронајдени докази кои го потврдуваат постоењето на MJ-12. Потоа следеше наводен филм за обдукција на воземјани во 1995 година кој наводно прикажува расчленување на воземски труп од инцидентот во Розвел. 17-минутно видео подоцна беше потврдено дека измама од неговиот режисер. Иронично, Берлиц и Мур беа во право за една работа. Тврдењето на владата дека метеоролошкиот балон се урна во Розвел беше неточно. Во 1994 година воздухопловните сили признаа дека пронајдениот материјал е всушност дел од шпиунски балон на САД, дел од проектот Могул. Тоа беше обид за следење на неочекувани нуклеарни тестови од страна на Советскиот сојуз. Во 1997 година дефинитивниот извештај на воздухопловните сили во врска со настанот го гласеше: извештај за Розвел, случајот е затворен. Го изнесе мислењето дека приказните за тела на вонземјани може да потекнуваат од цивилни сведоци кои виделе кукли за тестирање на падобран и јагленисани тела кои биле направени за тестирање. Извештајот предложи сведоците да ги консолидираат одделните настани, материјалите на проектот Могул, куклите за тестирање на воздушниот балон и јагленосаните тела во нивните сеќавања. Меѓутоа, за многу НЛО-зи овие објаснувања се смета за дел од континуираното прикривање од страна на американската влада. Значи така денеска допревме во еден од најголемите мистерии на американското воздухопловство и впрочем ова е исто така мистерија за сите кои што веруваат дека вонземјаните постојат, односно за сите тие НЛО фанатици кои што тврдат дека имаат сведоци дека вонземјаните во одреден дел од историјата не посетиле нас во планетата Земја. Значи така овој случај е еден многу познат случај и на широко се дискутира за точноста и кредибилитетот на сите настани што се случиле во овој случај. Значи така како што кажаме во 1947 година паднало нешто во Розвел, Ново Мексико, во една фарма. И сега овој фармерот кој што бил прв бил тој од кога паднал
од кога паднало тоа што и да паднало, овој Мак Бразел бил прв кој што дошол до местото и видел што има внатре, и он тврди дека тие елементи, односно сите тие материјали не биле од човечко потекло. Значи тој никогаш не видел некои такви ствари. Но сепак, нели, подосна, нели, многу години подосна, американската влада излегува со соопштение и вели дека не, тоа не било метеоролошки балон како што ние кажувавме. Значи тие до тогаш кажувале дека тоа не било НЛО, туку метеоролошки балон. Но подосна во 90-тите тие велат дека не, тоа не беше метеоролошки балон, туку ова беше дел од проектот Могул, што и тој проект Могул, нели, имал за цел да тестира такви, да речеме, воздушни балони кои што ќе служат за детектирање на опасност од страна на Советскиот сојуз. Значи, ако еднашка изважува американската влада, би можела и повторно да изваже и нели, ова да биде некој на некој начин ова да биде двоен блеф, нели, два пати да лажат, затоа што сакаат, нели, нормално да сокријат дека тоа било НЛО, ако тоа бил случајот. Сепак не можеме да веруваме на нив никако, и јас, нели, како е НЛО ентузијаст, сакам да верувам дека тоа навистина е НЛО. Сега дали било во земјани или некој друго потекло, не можеме да знаеме. Но сепак, нели, како што кажав, во овој случај исто така има и многу офицери кои што биле дел од владата и подосна кога остареле, кога се пензионирале, тие самите велат дека ние, нели, цитирам, ние не смеевме да кажуваме тогаш, но еве сега смееме да кажуваме дека тие материјали не беа од човечко потекло, туку беа воземски материјалите, нели, тоа го има во многу видеа, побарете на интернет, верувам дека ќе најдете. Значи тие се сведоштва од самите војници или офицери кои што биле таму и велат дека ова не беа наши, нели, материјали, ова е нешто што не сме го виделе до тогаш. Нели, самиот тој исказ може да каже дека тоа навистина е НЛО. Како и да е, мислам дека можеме да затвориме оваа трета епизода. Ова беше доста познат случај кој што многу низ на годините сакав да го обработувам во Арискер, но не успеав и еве денеска мислам дека конечно го направив тоа. Голем, нели, љубител на мистериите, секако ми се допадна овој случај. Нели, јас го знаев овој случај од порано, но еве денеска кога имав таа привилегија, нели, да го снимам овој случај, да го документирам на овој начин како што го документирав, можам да кажам дека сум запрепастен од сите овие детали кои што ви кажам. Како и да, мислам дека можеме да затвориме епизодава. Се гледаме за една недела од сега со четвртата епизода. До тогаш, пријатно.